Good evening, this is Peter Vertkovsky on 2NUIFM 103.7 in Newcastle in Nahanta. Coming up is the Macedonian radio program. Please stay with us. Добро вечер, почитувани слушатели. Бидете поздравени од мене Пеце Вртковски и на сите ви посакувам топла, убава заедничка вечер со вашите најблиски во придружба на нашата македонска радиопрограма. Вечерва ќе имате прилика да слушнете најнови соопштенија од Ньюкасел и околината и поважни вести од Македонија. За сите горе наведени редоследни програми со вас е вашиот уредник и водител на македонската радиопрограма овде во Ньюкасел, Австралија, Пеце Вртковски. А сега да ги проследиме соопштенијата. Соопштение од свештеникот Пецо Петровски. Утре, понеделник, 8 декември, Свети Климен Охридски чудотворец. Службата од 9 сатот са бајлето. Вторник, 9 декември, Свети Ѓорѓија. Исто службата од 9 сатот са бајлето. Нова година. Да најавиме дека ќе се одржува игранка за Нова година овде во нашиот македонски културен центар Ньюкасел и тоа во среда, 31 декември. Ќе свири одлична музичка група од Сидне Љубов за музика. Куњата ќе има разноврсни јадења, а барот ќе располага со разноврсни алкохолни и безалкохолни пијалоци. Цената за ова новогодишна вечер ќе кошта само $50 со мезе. За деца до 15 години влегуваат бесплатно. Од 15 до 18 години плаќаат половина карта, значи $25. За карти јавете се кај мене Пеце Вртковски на 0411 673 073 да си обезбедите маса со вашите најблиски.
Како што знаете, се одржува ручек во нашиот македонски културен центар секој вторник од 9:30 до 1 сат после ручек. Се игра бинго од 10 до 11:30. После се дава ручекот. Сите заинтересирани јавете се кај Сузи Лајмановска на 0431 117602. Сите сте добро дојдени, без разлика на годините. Нешто за школото и за игралната група. Придружете се на часови по македонски народни игри и танцови, да ги откриете енергичните ритми и традиции на македонската култура преку овие танцови. Дојдете секоја среда од 5 сатот попладне во нашиот македонски културен центар на 14 Скул стрит Бродмедо, за да научите традиционални македонски ора во забавна и пријатна атмосфера. Еве зошто треба да се придружите. Прво, поврзете се повторно со нашата македонска култура, воздигнете го богатството и наследството на Македонија и потоа пренесете го на идните генерации. Второ, запознајте нови пријатели, изградете нови и трајни пријателства со наши луѓе од заеднички интереси. Трето, останете активни и здрави. Танцувањето е одличен начин да останете фит, додека се забавувате со пријатели од македонската заедница и пошироко. Четврто, научите нови ора и начин за како да се приклучите за свадби, прослави и гранки во македонската заедница преку овие танцови. За се това не е потребно искуство. Сите возрасти и вклучувајќи ги и најмалите деца, млади и возрастни, сите сте добро дојдени. Ве очекуваме сите заинтересирани секоја среда од 5 сато попладне во нашиот македонски културен центар во Њукастел. За повеќе информации околу ова, обратете се на Facebook страницата на македонската заедница Њукастел. А сега нешто да проследиме за нашиот град Њукастел, за се што се случува. Како и секогаш овде во нашиот македонски културен центар, секој понеделник и четврток имаме собир на пензионерски мембери во поголем број, каде се занимаваат некои со играње карти, други со играње домино, а трети со играње на шах, а пак останатите гледат македонски канали со музика и све друго. Исто така во овие 2 сати за занимавање послужени се со кафе, чај, бисквити, сето тоа е бесплатно. Во вторник имаме ручек со разноврсни јадење и пијалоци за минимална цена. Исто се игра и бинго пред ручекот. Во среда се одржува тренинг со игралната група Стив Наумов, а наскоро ќе продолжи нашето македонско школо со часови по македонски јазик. Исто така да најавиме дека имаме 2 фудбалски клубови кои се надпреваруваат, еден во првата лига, а другиот во третата лига. Тимот Бродмедо Magic во првата лига, да го пофалиме, скоро секоја година се на прво место и освојуваат финале многу често. Исто и тимот во третата лига се на Македонско сонце, се на горна позиција секоја година и со освојување на финале. Исто така имаме тим кој се надпреварува во лигата на над 35 годишна возраст со голем успех секоја година. Женската секција е доста активна со декорација на салата за некои свечености, како и крштевки, свадби, родендени и други свечености, како и за денот на жената 8 март. Нешто да проследиме за 8 декември Свети Климен Охридски. Денот на Свети Климен Охридски е државен празник со кој се одбележува делото на првиот оригинален словенски писател и просветител, првиот словенски епископ и творец на Охридската книжевна школа. Заедно со Наум Охридски, тој е најистакнат ученик на творците на словенската писменост, светите браќа Кирил и Методи и најверен продолжувач на нивното дело. Ги продолжувал 20 години во просветителска мисија за одбрана на словенски јазик во Велика Моравија. Свети Климен Охридски е познат по тоа што ја има создадено кирилицата, која ја прави врз основа на грчката азбука, но со модифицирани букви за прилагодување кон словенските фонетни карактеристики. Покрај црковните и педагошките дејности, особено учителско-просветителски, Климен развил и богата книжевна дејност.
Денес многу цркви, институции, училишта и здруженија го носат неговото име, а меѓу нив најпрезентативни се Националната и Универзиталната библиотека и Собирниот храм во Скопје, Универзитетот во Битола и други. Неговото име го носи и Универзитетот во Софија. Во чест на Свети Климен Охридски се доделува и државната награда за особени остварувања во воспитанието, образованието, културата, науката и здравството. Свети Климен Охридски е заштитник на градот Охрид. Преданијата раскажува дека секогаш кога над градот ќе се надвиснела некоја несреќа, се јавувал духот на светецот и го спасувал градот од страдања. Почитувани слушатели, сега една убава желба од нашиот редовен слушател Благоја Саботковски. Песната носи наслов Татковината, дедовината во исполнение на Орце Стефковски. Да ја слушниме ова убава желба на Благоја Саботковски од Могила. Кога тргнав, мили браќа, за Австралија, сам на себе врсто реко, нема не плача. Но во душа, срце мое, не ме послуша. Што ме видов, браќа и сестри, одма заплака. Татковината, дедовината, на вас чекам, браќа и сестри, Македонија. Назад дојдете, нешто сторете, дошто утре нема каде да се вратите. Татковината,
Кој од мака, кој од беда и неправдини. Родна земја, браќа и сестри, си оставите. Ама сега на вас чека Македонија. Сите сложно, браќа и сестри, да ја спасиме. Татковината, дедовината, на вас чека, браќа и сестри, Македонија. Назад дојдете, нешто сторете, зошто утре нема каде да се вратите. Татковината, дедовината, на вас чека, браќа и сестри, Македонија. Назад дојдете, нешто сторете, зошто утре нема каде да се вратите. Ајде станете, оропатете, брат со брата да заигра и да запее, да се сплотиме, да се множиме. Македонија, земја наша, да се гордее. Нека разберат сите душмани, Македонија е земја наша и ќе остане. За Европа, најестиот свет, докаде земја наша Македонија. Ако сакате мир на Балканот, оставете ја во спокој Македонија. Оставете ја во спокој Македонија. Живеам спомени, остави длабоко во душава. Кога би знаел каде си, каде во чии преградки, кој би те нежно милува, то што те милував јас. Ако ја слушаш песнава, ноќеска што ја пеам јас, ти да ги скрие сузите, срце ќе заплаче. Свирачи, свирачи,
очи прегратки, кој ми те нежно милува, ко што те милував јас. Ако ја слушаш песнава, ноќеска што ја пеам јас, ти да ги скрие сузите, срце ќе заплаче. Што те милував јас. Ако ја слушаш песнава, ноќеска што ја пеам јас, ти да ги скрие созите, срце ќе заплаче. Ти да ги скрие созите, срце ќе заплаче.
А сега да проследиме нешто за празникот Свети Ѓорѓија. Православните верници го празнуваат Свети Ѓорѓија посен. Освен како семења слава, овој ден се слави и како именден и како слава на цели села и градови. Свети великомаченик Ѓорѓи Победоносец, познат како Свети Ѓорѓија, живеел и пострадал за време на безбожниот римски цар и идеопоколник Диоклецијан во 284 до 305 година. Неговите родители биле богати, доброчесни и побожни. Неговиот татко маченички пострадал за верата што е придонело малиот Ѓорѓи така силно да го закаса Христа, го засакал и целосно му се предаде, да му служи и до својот живот маченички да ја потврди, исповеди својата вера и љубов кон Христа Господа. Неговата мајка била родена во Палестина, која исто така уште од неговото детство успеала да го воспита и насочи својот син во вистинска вера и наука. Свети Ѓорѓи се смета за покровител на Москва, Грузија, Англија, а исто така е доста почитуван во Палестина и на Балканот. По смртта на својот сопруг, таа се вратила во своето родно место во Палестина, каде поседувала огромен имот. Таму малиот Ѓорѓи ги посетувал светите места, кај што се движел и почувствувал и го поучувал Господ Исус Христос. Со прекрасен став и убавина, висок и храбар, младиот Ѓорѓи бил регрутиран во елитната војска на царот. И уште на неговата 20 годишна возраст, тој постанувал трибун во војската, чиј чин кој соодветствува на денешен полковник, а тоа било високо место за неговата возраст. Набрзо потоа тој успел да ги освои симпатите кај царот, кој го поставил на уште повисоко место, член во Советот на државата. Тоа било додека царот имал толерантен однос кон христијаните, но кога побарал од војската секој да пренесе жртва пред мртвите идоли и кога сурово отпочнало прогонувањето на неговите христијани од незнабожците, Ѓорѓи прв се спротиставил на таквата наредба. Кога царот Диоклецијан издал наредби за прогонување на христијаните, ги повикал управниците на источните провинции во империјата и им дал посебни упатства како да постапуваат со христијаните. Откако го презел човечкиот страв, храбриот воин Ѓорѓи смело изјавил пред Советот: до кога ти, цару, и вие гнезови и советници ќе го распалувате својот гнев против христијаните? До кога ќе ги прогонувате и измачувате невините и добротелните луѓе, кои никако и со ништо не повредиле и за сите служат како пример на благочествен живот? Вие сте Господа во заблуда, зашто вашите идоли не се богови. Исус Христос е вистинскиот Бог. Или познајте ја вистината и научите се на благочестие, или пак престанете со своите прогони и безумија кон тие што ја познале вистината.
за парите, да се оди дури преку океаните. И дедо ми таму беше, а и татко ми. Еве денес и јас тргам, спремам куфери. Еве денес и јас тргам, спремам куфери. На врата од куќа стара ме прегрна, плаче мајка и ме моли да ме ода. Коркалев со сол и пипер, нека јадеме, барем ние покрај тебе да останиме. Коркалев со сол и пипер, нека јадеме, барем ние покрај тебе да останиме. Помина многу лета, многу години. Синот праша каде ми се дедо баба ми. Зошто немам барем една слика со ними? Дали скоро ке ги видам, тато кажи ми. Дали скоро ке ги видам, тато кажи ми. Се сеќавам спомен, боли од мајка ми, како плаче и ме моли, сине ме оди. Коркалев со сол и пипер, нека јадеме, барем ние покрај тебе да останиме. Коркалев со сол и пипер, нека јадеме, барем ние покрај тебе да останиме. Скоро ги видов, сестро, моите мили внучиња. Во нив тебе јас те познав како малечка. Од очи солза капна, до срце ме изгоре. Твојта рожба не ме позна, не ми прозборе. Ајде, сестро, мила сестро, грешки да си прости ме. Зарем вака, брат без сестра, ке живееме. Ајде, сестро, мила сестро, грешки да си прости ме. Зарем вака, брат без сестра, ке живееме. Дали памтиш, сестро мила, какво детство имавме? Арно и лошо ние сложно делевме. В недела дома дојди, после толку години. Јас за тебе прошка имам и ти прости ми.
sestra, che živeme. Ajde sestro, mila sestro, teški dan si, prosti me. Zarem vaka, brat bez sestra, che živeme. Sestro, mila sestro, teški dan si, prosti me. Zarem vaka, brat bez sestra, che živeme. Ajde sestro, mila sestro, teški dan si, prosti me. Zarem vaka, brat bez sestra, che živeme. Zarem vaka, brat bez sestra, che živeme. Да проследиме уште нешто за Свети Климен Охридски, чудотворец. Тој е заштитник на градот Охрид и на целиот македонски народ. Именден славуваат и празнуваат Климен, Климе, Климентина. Македонската православна црква со посебно внимание, но и со гордост го празнува споменот на својот патрон Свети Климен Охридски, чудотворец. Првиот македонски архиепископ, во исто време и творец на далеку познатата Охридска книжевна школа, е назначаниот македонски средновековен писател и педагог. Со својата активност и со својато дело на повеќе полина, црковно, просветно, книжевно и така натаму, тој стана заслужен не само за македонскиот народ, туку и за целиот христијански свет. Свети Климен заедно со Свети Наум Охридски се најистакнатите ученици на светите браќа Кирил и Методи. 20 на години во Велика Моравија им помагале на солунските браќа во остварување на моравската мисија. Кога кон крајот на 867 година или почетокот на 868 година, светите браќа Кирил и Методи биле повикани во Рим, со нив бил и Свети Климен. Тогаш бил расположен во духовно звање. По смртта на Кирил во Рим, Свети Климен заедно со Свети Методи се вратил во Моравија и му останал верен во одбраната на словенскиот јазик во црковната богослужба. По смртта на Свети Методи, кога неговите ученици биле жестоко мачени, а потоа и протерани од Моравија, во почетокот на 886 година, Свети Климен заедно со Свети Наум и Свети Ангелари дошле во Бугарија, од каде што биле испратени во Охрид. Свети Климен тука ја основал познатата Охридска книжевна школа, наречена и прв словенски универзитет, во кој оспособил над 3.500 ученици за црковна богослужба. Паралелно со црковната и педагошката се занимавал и со книжевна и преведувачка дејност. Нему му се припишуваат опширните житија на Свети Кирил и Методи, познати како панонски легенди, назначајниот извор за проучување на животот и делото на солунските браќа. Тој напишал и поуки за големи христијански празници, Роđество Христово, за Великден, за зачетието на Пресвета Богородица, за благовештението на Пресвета Богородица и така натаму. Пофални слова за други празници на апостоли и маченици, за блажениот пророк Захарија и за раѓањето на Свети Јован Крстител, за светите 40 маченици, за Свети Лазар, за Свети Димитрија, за бестелесните Михаел и Гаврил, за Свети Јован Златоус, за Свети Климен Патријах Римски и многу други дела. Не помалку значење и е неговата преведувачка дејност. На Свети Кирил и Методи им помагал во преведувањето на потребната литература за црковната богослужба, а самиот го превел целиот
цветен триот. Да проследиме нешто и за здравието. Зелениот чај за поздрав, метаболизам, чистење на цревата и битка против тежината. Полни со мешавина од природни состојки, овошје, зеленчук, билки и зачини, напитоците за детоксикација се здобие со популарност поради нивните здравствени придобивки. Некои познавачи посочуваат дека специфичните пијалоци за детоксикација можат да помогнат во зајакнување на човечкиот метаболизам, како за чистење на цревата и ослободување од вишок килограми. Така и зелениот чај е познат по сите своји својства и битката против тежината. Покрај тоа се верува дека катехините во зелениот чај го поттикнуваат дигестивното здравје со смирување на цревата и поддршка на природните процеси на детоксикација на телото. Комбинацијата на овие фактори го прави зелениот чај корисна состојка во пијалоците за детоксикација, дизајнирани да го зајакнат метаболизмот, да ја подобрат работата на цревата и да помогнат во губењето тежина и балансиран и здрав начин на живот. Зелениот чај содржи антиоксиданци кои што можат да помогнат во заштитата од оштетување на клетките во телото и воспаление. Зелениот чај содржи големи количини на антиоксиданци, наречени катехини, кои помагаат да се спречи надуеноста. Истражувањата покажуваат дека овие катехини можат и да го спречат растот на штетните бактерии во цревата. И уште нешто за здравието. Спиењето на стомак влијае лошо на човечкото здравје. Според лекарите не треба да се спие на стомак, бидејќи тоа може лошо да влијае на човечкото здравје. Доктор Ширел Литори од Јорк, Велика Британија, наместо тоа препорачува спиење на страна, особено на оние кои грчат или имат апнија при спиењето. Спиењето на стомак имено може да предизвика оштетување на рбетот, зглобовите и нервите. Оваа положба може да предизвикува и респираторни проблеми. Положбите во спиењето што вршат прекумерен притисок врз рбетот, како што е лежењето на стомак или кога сте скутнато свиткан во така наречена фетална положба, водат кон непријатност. Овие положби често доведуваат до неправилно пораменување на рбетот и зголемен притисок врз вратот и долниот дел од грбот, што може да води до хронична болка и нарушени навики на спиење, појасни докторот Литрој. И физичкиот терапевт Џордан Дехара вели оти за облажување на болките во зглобовите се препорачува спиење на страна. Може и лабава фатална положба, но со перница меѓу нозете или лежење на грб со перница под колената. Тоа, според лекарот, го намалува отпорувањето на долниот рбет и колковите. Стручњаците ја нагласуваат важноста на изборот на вистинската перница за помирен сон и подобро здравје. Да ги повториме уште една соопштенијата од Њукастел и околината. Соопштение од свештеникот Пецо Петровски. Утре, понеделник, 8 декември, Свети Климен Охридски чудотворец, службата од 9 сатот со бајлето. Вторник, 9 декември, Свети Ѓорѓија, исто службата од 9 сатот со бајлето. Нова година. Да најавиме дека ќе се одржува игранка за Нова година овде во нашиот македонски културен центар Њукастел, и тоа во среда на 31 декември. Ќе свири одлична музичка група под наслов Љубов за музика од Сиднеј. Куњата ќе има разноврсни јадења, а барот ја располага со разноврсни алкохолни и безалкохолни пијалоци. Цената за ова новогодишна вечер ќе кошта само $50 со мезе. За деца до 15 години влезот е бесплатен, а за деца од 15 до 18 години плаќаат половина карта, значи $25. За карти кај мене Пеце Вртковски на 0411 673 073, за да си обезбедите маса со вашите најблиски.
Како што знаете, се одржува ручек во нашиот македонски културен центар секој вторник од 9:30 до 1 сатот после ручек. Се игра бинго од 10 до 11:30. После се дава ручекот. Сите заинтересирани за ручек во вторник, јавете се кај Сузи Лајмановска на 0431 117602. Сите сте добро дојдени, без разлика на годините. Нешто за нашиот град Њукастел, за се што се случува. Како и секогаш овде во нашиот македонски културен центар, секој понеделник и четврток имаме собир на пензионерски мембери во поголем број, каде се занимаваат некои со играње карти, други со играње домино и трети со играње на шах, а пак останатите гледаат македонски канали со музика и се друго. Исто така во овие сати занимавање послужени се со кафе, чај, бисквити, сето тоа е бесплатно. Во вторник имаме ручек за разноврсни јадења и пијалоци за минимална цена. Исто се игра бинго пред ручекот. Во среда се одржува тренинг со игралната група Стив Наумов, а наскоро ќе продолжи нашето македонско школо со часови по македонски јазик. Исто така да најавиме дека имаме два фудбалски клубови кои се надпреваруваат, еден во првата лига Бротнедо Меджик, а другиот во третата лига Македонско Сонце. Тимот Бротнедо Меджик, да го пофалиме, секоја година се на прво место и освојуваат финале многу често. Исто тимот во третата лига се на горна позиција секоја година и со освојување на финале многу почесто. Исто така да најавиме дека имаме тим кој се надпреварува во лигата над 35 годишна возраст со голем успех секоја година. Женската секција е доста активна со декорации на салата за некои свечености, како крштевки, свадби, родендини и други свечености, исто така и за денот на жената 8 март. Мома убава покрај вода студена, лицето го миеше, ладна вода пиеше. Тука мина момчето со кончето, седна да си одмори, па ми тивко прозвони. Тука мина момчето со кончето, седна да си одмори, тивко прозвори. Ej ti vodo studena, da mi je sudena, tamo ma ubava, merak moj na dušava. Ej ti vodo studena, da mi je sudena, tamo ma ubava, merak moj na dušava. Merak v dušava. Тогаш приде момето, му го даде стомнето, вода да се напие, седа да го попие. Момче вели говори, милно и проговори, не го сакам стомнето, си го сакам момето. Момче вели говори, милно и проговори, не го сакам стомнето, си го сакам момето. Почитувани слушатели, тоа беше крајот на вечерашната македонска програма и на сите ви пожелувам добро здравје, многу среќа и голем успех до идната недела во истото време. Пријатна вечер, добар прием и пријатно слушање од мене Пеце Вртковски. Имајте пријатен ден и чувајте го вашето здравје.
На сите ви благодарам што бевте со македонската радиопрограма во изминативе 60 минути и ви посакувам со нови сили и топла енергија да го дочекате утрешниот ден. You have been listening to the Macedonian program on 2NUIFM 103.7 in Newcastle in the Hunter. This is Peter Vrtkovski. Please join me next Sunday same time. Good night.